Македонски медиа сервис mms.mk. Признанието за исклучителен придонес во афирмацијата на Општина Свети Николе на светско ниво. Ова признание по повод патронот на градот Свети Николај го добива Славче Таневски. Млад и успешен дизајнер на автомобили за Мерцедес, кој живее и работи во Германија, но сепак во својата работа многу силно ја промовира љубовта кон својата земја Македонија и Општина Свети Николе, од каде што Славче потекнува. Најнапред честитки за признанието. Ова рековте дека ви е прво признание и од вашиот роден град и од Македонија. Благодарам многу. Да, ова ми е прво признание. Обично наградите ги добивам таму каде што работам и што живеам во Германија, но посебна чест и задоволство ми е што се сетија во мојот роден град во Свети Николе да добиам вакво признание и посебно ми е драго заради тоа. Така, допаптувавте денеска од Германија, односно сега специјално за признанието? Токму така, секогаш доаѓам за големите празници, за Великден, Божик, Нова година и се погоди така, лично да можам да ја подигнам наградата. Сепак останала врската со семејството и со градот. Апсолутно, да, родителите тука живеат, уживам кога сум во Македонија, кога сум во мојот крај, со моите сакани луѓе, често сум овде. Македонската јавност ве знае како човек кој што добива добри признанија, големи признанија од компанијата каде што работите и по дизајнот во Мерцедес. Кажете ни нешто повеќе, што конкретно работите и во моментов на што работите? Во моментот што работам не смеам да откриам, затоа што секогаш работиме 3-4 години во иднината. Значи, моментално работам на возилата од 2024 година, да речеме. Моето задолжение е дизајн на екстериер на Mercedes-Benz на сите возила. Возилата од брендот AMG, Maybach и Q. Така да за гледачите е сликовито целата надворешност на автомобилот ја правам јас, односно целиот тим во кој што работам. Мојата работа е цело време надпревар со моите колеги. Секогаш е надпревар, секогаш се трудам да го добиам проектот на кој што се надпреварувам. И тоа ми има успеано на неколку проекти, веќе на 7. Како изгледаат тие возила на иднината напред од 4 години? Како што реков, не можам да откриам, меѓутоа секогаш гледаме да го задржиме традиционалниот изглед на Мерцедес, по тоа што е препознатлива марката. Сепак се работи за марка на автомобили со најголема историја во автомобилската индустрија, но секогаш додаваме некоја нова доза на модерен изглед на новите возила и сето тоа зависи секако од со кој погон се придвижуваат возилата. Актуелно е електропогонот. Нашите електровозила се тивки, не произведуваат звук, не произведуваат CO2 емисии и така изгледаат. Помазно, потивко, но сепак се препознатливи како Mercedes-Benz. Меѓу водородот и електричната енергија, што победува особено сега со енергетската криза? Апсолутно се оди на 100% погонувани возила со електропогон, односно со батерии во самото возило, додека водородот е се уште во експериментална фаза и е резервиран повеќе за товарните возила. Што се однесува до дизајнот, рековте дека имате тим. Значи само за надворешниот тим, односно дизајн работи поголем тим, така? Токму така, релативно е мал тимот во однос на тоа дека имаме многу возила, многу проекти за завршување. Работиме 8 луѓе на екстериерот, имаме посебен тим за интериер, имаме нов голем тим кој што се зголемува од ден на ден, секогаш гледам нови колеги на работа кои се задолжени за интерфейс дизајн, UX дизајн, кој што го изработува тој дигитален свет во внатрешноста на возилото со цел да се добие еден холистички нов
ново доживување за патниците и за возачот. И мал милион други колеги кои што работат на техничкиот дел, на аеродинамиката и така натаму. 14 години сте само во Мерцедес, така? 14 години сум во Германија, таму студирав на факултетот за дизајн во Минхен и веднаш потоа се вработив во главното дизајнерско студио за Mercedes-Benz во Sindelfingen и таму сум веќе 10 години. Кажете ни како изгледа вашиот работен ден, како се однесува компанијата кон своите вработени, особено кон креативците како вас? Како со професионалци, нормално, имаме доста голема слобода, затоа што од нас се очекува креативна работа. Не е работа која е од 8 до 5, која е со некоја норма, се е оставена на наша одговорност. Доста сме слободни во креативниот процес. Работниот ден ми изгледа различно, сега со пандемијата работиме од дома, кога е тоа можно. Кога скицираме или кога генерираме нови идеи, додека кога имаме некој проект кој што се изработува како физички модел од глина, тогаш морам да бидам на работното место и заедно со техничарите, инженерите, луѓето од аеродинамика го создаваме автомобилот на лице место. Рековте од глина, дали целиот модел го правите во глина, во природна димензија? Како изгледа тој креативен процес? Да, може да се претпоставите автомобил во вистинска големина изработен од глина, на кој што работат 4-5 скулптори нон-стоп, го моделираат, го менуваат, цело време моделот се менува и тука сум јас како контрола да биде моделот издржлив, односно припремен за изработка во сериско производство, да го задржи квалитетот на сите аспекти кои што ги бара Мерцедес, сите норми на Мерцедес и секако да изгледа убаво. И да се вратиме повторно на дома, на Македонија, земјата во која сте родени. Дали би направиле нешто специјално, да кажам, Македонија нема секако своја автомобилска индустрија, меѓутоа тоа што може вие како личност, како креатор да и дадете на државата? Тоа што зимам учество на многу презентации, workshops, секојаш ме препознаваат како човек од Македонија и ми е многу драго што можам да ја промовирам Македонија низ светот. Нормално, моето искуство како дете има голем придонес за мојата креативна работа која што ја работам сега и со тоа си носам некои делови од културата, па излегуваат во вид на инспирација на некои проекти. Така да многу е тесна таа врска со родниот крај и со тоа што го работам. Благодарам, среќни празници и честитки уште еднаш. Благодарам и на вас. Македонски медиа сервис. mms.mk